студиото во Вашингтон, добро вечер. Го гледате Newsflash ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Воочи самитот Г20 на водечките економии во светот, се поголеми индикации дека повикот за поголемо трошење со цел да се потикне економската обнова нема да најде на голем одзив на оваа средба. Американскиот председател Барак Обама и британскиот премиер Гордон Браун вршеа притисок за дополнителни мерки за стимулирање на економијата пред средбата на групата 20 што се одржува неделава во Лондон. Но документот на Г20 до кој дојде британскиот вестник Financial Times не содржи специфични планови. Наместо тоа, тој потенцира потребата државите да избегнуваат потези што би наштетиле на слободната трговија и повикува на договор за поголема регулираност на банкарската индустрија. Во неделата австралискиот премиер Кевин Рад кажа дека секаков разговор за дополнителни стимулативни мерки ќе треба да почека по самитот. Во интервју за Financial Times пак председателот Обама рече дека е оптимист дека на самитот на Г20 ќе се воспостави рамка за економско опоравување, велејќи дека лидерите се свесни дека мора да испратат силна порака на единство. Барак Обама неделава заминува во прва посета на Европа како председател на САД. Стручњаци од германскиот Маршалов фонд во Вашингтон велат дека југоисточна Европа не е меѓу приоритетите. Прилог на Лилица Китановска. Американскиот председател ќе учествува на самитот на групата 20, на самитот на НАТО, а ќе посети и Турција. Непосредно пред неговото заминување, стручњаци од германскиот Маршалов фонд ги изнесоа своите гледања на очекувањата на европејците од оваа посета. Посветување внимание на регионот на Југоисточна Европа не е меѓу нив. Иан Лесер, експерт за Медитеранот и трансатлантска соработка по нови безбедносни и јавно-политички предизвици, вели дека намалувањето на ангажманот на американската администрација во овој регион не започнува со администрацијата на Обама. I wonder, of course the Bush administration did have its policies and its... Јас би рекол дека во споредба со администрацијата на Клинтон, администрацијата на Буш во оваа област беше всушност дезангажирана, зашто едноставно имаше други надворешно политички приоритети, како Блискиот Исток и Авганистан, например. За оваа администрација јас не би рекол дека ќе биде неангажирана, туку повеќе дека ќе го зацврсти уверувањето од претходната, дека Југоисточна Европа е пред се одговорност на Европа, во смисла на решавање на кризи, па дури и решавање на проблеми во рамки на алијансата. Но Карен Донфрид, извршен подпредседател на германскиот Маршалов фонд, сепак гледа одредена привилегираност на Југоисточна Европа во однос на другите европски држави. Тоа што јоди во прилог на Југоисточна Европа, кога ја следиме сликата на така наречената поширока Европа, вклучувајќи и Украина, Грузија и Белорусија, е многу реалната и блиска перспектива за членство во Европската унија и во НАТО. Тоа беше голем стимулирачки фактор за реформи во овие земји. Географијата и перспективата за членство во Европската унија за Донфрид ја прави еднината на регионот ветувачка. Македонија на крајот ќе влезе во НАТО. Според со името ќе земе време, решавањето ќе биде болно, но ќе заврши. И сите овие земји исто така ќе се приклучат на Европската унија, што ќе создаде поинаква мапа во Европа, вели Карен Донфрид, која се согласува со Лесер дека европските прашања САД се повеќе ќе ги оставаат на европејците да си ги решаваат. Рик Вагонер, генералниот директор на автомобилскиот гигант General Motors, замина од функцијата на барање на американскиот председател Барак Обама. Тоа го расчисти патот Обама денес да најави дека ќе додели дополнително време од 60 дена на General Motors да се реструктурира и под ново раководство да понуди остварлив деловен план во замена за владина помош. Повеќе време ќе доби и третиот најголем производител на автомобили во САД, Chrysler, 30 дена за да го заврши соединувањето со италијански Fiat. Доколку соединувањето е успешно, владата ќе додели нови $6 милиарди помош на Chrysler. Дождливото време не обесхрабри илјадници туристи викендов во Вашингтон, кои се собраа на отворањето на фестивалот на Цршовиот суд. Покрај идиличните и романтични сцени на градското шеталиште, посетителите може да уживаат и во редица настани на фестивалот, со кои се одбележуваат јапонско-американските односи. Фестивалот влече корени уште од 1912 година.
Во продолжение на Newsflash, режисерката Меган Мулен доби Оскар за краткометражниот филм Smile Pinky за девојче од Индија родено со деформитет на устната. Филмот помогна да се подигне јавната свест дека овој деформитет може лесно да се отстрани со хируршка операција. Во документарецот Smile Pinky, стотици индиски родители трпеливо чекаат со своите деца пред оваа мала болница во Утар Прадеш, едно од најсиромашните сојузни држави во Индија. Децата имаат закажано операција за деформитет